Старата битолска чаршија по 11-ти пат ќе биде домакин на познатиот Локумфест музика и традиција. Овој фестивал е предпознатлив синоним на заедничкото живење на различните култури во конзулска Битола и оној стар обичај со комшијата и добронамерникот да се испие заедничко кафе со локум. Годинава на програмата на Локумфест ќе се најдат долгогодишните партнери на овој фестивал, Сдруженијето македонски ракотворби од Битола со саемот на ракотворби, а за музичкиот дел ќе се погрижат музичките групи Кесетно, Фјужан од Србија и групата Шарена од Полска. Ќе почнеме со една екипа на битолски чалги, кои свират автентична битолска чалгија од времето, од конзулското време, и вечерта, веќе утре вечер на 21 гостите од Полска, групата Шарена, кои свират македонска и балканска музика, односно почнувајќи од чалгија до други стилови. Тие се да речем главни изведувачи на почетокот на вечерта, веќе во бар чаршија ќе имаме и ов програма, и наредниот ден ги имаме еди големи професионалци и луѓе, тоа се хорот при еврејската заедница на Република Македонија Моис Хасон, кои ќе изведат и староградски и ладино и сефардски песни. За 22-ри, како веднаш постам хорот Моис Хасон, да ја најавам изведувачката од Србија, од Република Србија, позната под уметнички псевдоним Кес. Зборуваме за пејачка Тамара, која изведува македонска музика во фјужен верзија, со помош на електронски семпови, што е навистина еден новитет и ќе биде атрактивно особено за младата публика. Ивановски подсети дека во изминатите 10 изданија на овој фестивал настапиле повеќе од 45 музички групи и ансамбли од Србија, Турција, Унгарија, Словенија, Финска, Норвешка, Египет, Бугарија, Албанија и други земји, како и многу учесници од Македонија. Ова е единствен фестивал во Македонија со ваков концепт, кој го организира Центарот за културна деконтаминација од Битола.